Земјоделскиот институт од Скопје, во чии рамки работи и поранешниот институт за орис од Кочани, успешно го приведува кон крај проектот за испитување на можноста за воведување турски сорти орис во Кочанскиот регион. При крај е прибирањето на податоците и анализата од произведените количини од последната реколта, со што се затвора двегодишниот период на тестирање на сортите што беа добиени во соработка со Институтот од Едрене, Турција. Првичните оценки се дека нашето поднебје се покажало како погодно за воведување на новите сорти, зашто земјоделците од Кочанско и понатаму ќе добиваат поддршка од стручните лица од нашиот земјоделски институт. Во меѓувреме, започнати се и други проекти, меѓу кои и оној со Народна република Кина за соработка и испитување на можностите за производство на други земјоделски култури. Токму ова се темите за кои во овој осумаголник наши соговорници се доктор Даница Андреевска и доктор Добре Андов, со кои правиме сумирање на досегашните резултати од реализираниот проект со нивните турски колеги, како и за понатамошната соработка со кинеските партнери. Андреевска, 2 години беше проектот со турските сорти орис. Агенцијата ТИКА, која што беше ваш соработник, веројатно е задоволна од она што досега го сработивте. Што покажаа резултатите? Проектот веќе е завршен. Да, како што рековте, проектот заврши, траеше 2 години. Спроведени се тие 2 годишни испитувања со турските сорти орис, проект кој што го финансираше Турската агенција за соработка и координација ТИКА, а проектот го спроведува експертите од Земјоделскиот институт од Скопје, заедно во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Па во проектот знаете дека беа спроведени повеќе истражувања, беа спроведени 2 годишни истражувања во демонстративен експеримент, 2 годишни истражувања во рандомизиран блок систем опит и опити кои што така да речеме во 2013 беа вклучени 20 земјоделци оризопроизводители, а во 2014 година околу 100. Значи во демонстративниот опит испитувавме 9 сорти турски, додека во рандомизираниот блок систем испитувавме 14 турски сорти. Сите резултати се поголем дел од испитувањата се завршени. Завршниот извештај веќе е скоро речиси изготвен, испитувани се голем број на својства кои што се потребни за да се евалуират, односно да се оценат испитуваните сорти во нашите почвено-климатски, односно агроеколошки услови на Република Македонија. Андов, спомена Андреевска дека веќе се добиени оние првични почетни резултати од испитувањата минатата година. Дали очекувањата се вклопија од почетокот на проектот и овие 2 години? Што покажа резултат? Значи, како што спомна и колешката, ние како Земјоделски институт работиме на решавање на проблемите околу оризопроизводството. Значи, кога ќе се појават одредени проблеми, се вклучуваме со цел да се разрешат на некој начин, да се подобри и унапреди оризопроизводството во Република Македонија. Така беше и за проектот финансиран од ТИКА, што спомна колешката Андреевска. Значи, во претходните години, 2012, 13 па и 14 година, кај најраширената сорта Сан Андреас се појавија одредени проблеми по однос на рандманот, односно приносот на бел орис при биењето на арпата, исто така по однос на приносот. Поради тие причини ние заедно со Министерството за земјоделие пристапивме кон еден сериозен проект за да ги видиме причините, прво кои се заради постигнување на ниските приноси и ниските рандмани, а второ да воведеме поквалитетни, попродуктивни и сорти кои ќе дават подобри рандмани, односно повисок принос на бел орис. Проектот беше многу сериозен, беа вклучени многу земјоделци, беше вклучен Земјоделскиот институт, повеќе експерти од Земјоделскиот институт и така, како што каже и колешката, значи проектот во текот на 2013 и 2014 беше
работен и заврши, и ние сега веќе подготвуваме и завршен извештај кој ќе го доставиме до Министерството за земјоделие и до ТИКА, која беше Турската агенција за развој, значи која беше финансиерна на овој проект. Значи, вие ме прашавте резултатите од проектот. Беа поставени, значи, повеќе експерименти кај нас и кај фармерите. Значи, кај нас во Земјоделскиот институт беа поставени 2 експеримента, еден, како што кажа колешката, значи рандомизиран блок систем и еден макроопит, и тука беа тестирани одредени својства според критериуми пропишани за тестирање на сорти. Ние ги тестиравме сите параметри од резултатите кои ги 2-годишните резултати кои ги добивме, че можеме да констатираме дека овие сорти можат да имат широка примена во оризопроизводството кај нас во Македонија, значи можат да се вклопат во производството, бидејќи најпрво би кажал дека сите овие сорти, скоро сите, имаат пократка вегетација, негде од 10 до 15 дена, во споредба со Сан Андрејата, бидејќи кај нас во некои години се закаснува со сеидбата, се продолжува рокот и се излегува од оптималниот сеидбен рок, затоа ние и предлагаме да некои од овие сорти, значи, земјоделците изберат за покасна сеидба, што не значи дека тие во нормална сеидба не можат да се сеат, меѓутоа во карактеристични години, значи, при закаснување на сеидбата имат порана вегетација. Овие сорти, значи, поднесуваат висока агротехника, високи дози на ѓубриво, и сорти кои поднесуваат високи агротехники даваат и високи приноси. Во споредба со стандардната сорта, повеќето од сортите дадоа и повисоки приноси. Ние го тестиравме, значи, една и од главните карактеристики кај оризот, односно и она што ги интересира самите земјоделци, бидејќи крајниот продукти им е на нив на некој начин белиот ориз, односно профитот нивни е преку количината на бел ориз кој ќе го добијат по единица површина. Значи, ние го тестиравме рандманот кај овие сорти и скоро сите сорти, значи, дадоа повисоки рандмани во споредба со стандардната сорта, односно најодгледуваната сорта кај нас во производството на ориз, така да од одредени, значи, сорти добивме дури околу над 5000 кг принос на бел ориз. А тоа не е малку и рандманите се движеа околу 60 и над 60%, значи, на 100 кг арпа која се пушта во фабриките за белење. Така да, значи, гледано од аспект на раностасност, од аспект на принос, од аспект на квалитет, овие сорти можат да заземат своето место во оризопроизводството кај нас во Македонија. Тука би кажал дека ние од сите тие испитувани сорти издвоивме 3 сорти, значи, кои ги дадовме на испитување. Во прошлата година се изработи еден опит, значи, за споредбено сортово испитување, тој се така наречен ВЦУ опит, значи, кој има за цел да се тестират сортите во наши услови во споредба со стандардната сорта. Тоа е пропишано со закон и резултатите ги доставуваме до Државна комисија за признавање на сорти. И Државната комисија, значи, по разгледувањето на резултатите ја предлага сортата, значи, странската сорта во конкретниот случај, да влезе на листа во Република Македонија. Бидејќи овие сорти се од интродукција, не се на македонска листа, кога, значи, ние ќе ги предложиме да бидат на листа и ако комисијата ги прифати, значи, тие се на позитивната листа, односно на листа на сорти во Република Македонија, од нив може да се организира семепроизводство и да се шири понатака сортата во производството. Андреска, кои се тие сорти кои што се покажа како најдобри за нашиот терен, односно што можат, како што рече Андов, да најдат примена и да се произведува семе за нив? Па видите, скоро сите сорти, значи испитувани сорти, 14 сорти, во споредба со стандардната сорта, како што
каже и колегата, се сорти кои што се на располагање на земјоделските производители за нивен избор, значи на оризопроизводителите по нивни избор, бидејќи сите тие сорти се покажаа во нашите агроеколошки услови добри, со добри квалитетни својства, односно сите тоа се сорти кои што се со помала висина во споредба со сортата Сан Андреа, со пократка вегетација отколку сортата Сан Андреа. Тоа се, значи сортата Сан Андреа има најголем број на денови од сеидбата до цветањето над 100 дена, додека сите овие сорти имаат далеку помал број на денови од сеидбата до класањето, што значи можат со успех да се одгледуваат во нашите почвено-климатски услови. Понатаму рандманот кај сите, значи испитувани сорти се беше подобар во однос на стандардната сорта Сан Андреа, меѓутоа приносите, значи во 2014 година кај испитуваните сорти приносот на суров ориз, арпа беа негде помали во споредба со 2013 година, додека пак рандманите во втората година од испитување 2014 година беа подобри, а исто и рандманот кај сортата Сан Андреа, што значи тој рандманот кај оваа сорта е нестабилен, додека во претходните години беше сорта со најнизок рандман, максимумот беше до 35%, значи принос на бел ориз од 100 килограми арпа. Оваа година некаде и кај нив дојде во средината во споредба со другите сорти. Тоа се сортите кои што најдобар рандман покажаа сортите Ефе, потоа сортата Гала, сортата Халил Бей, сортата Гјонен, Дураган, Кркпинар, и овие сорти се расширени кај и се поделени, значи семе од овие сорти беше донирано кај овие 100 земјоделци што ги спомнав во 2014 година, значи семе постои од тие сорти. И во разговор со самите оризопроизводители, бидејќи ние ги знаеме кај кои беше донирано семето, според нас се задоволни од приносот што го имат добиено од овие турските сорти во споредба со сортата Сан Андреа. Приносот на сортата Сан Андреа и во 2014 година потврли, значи рандманот не, но приносот исто така и во 2014 година сортата Сан Андреа потврли. Значи, фактички со реализацијата на овој проект, двегодишен, со овие двегодишни испитувања, се даде можност на самите фармери, значи, да имат листа на сорти, по нивен избор да изберат и што ќе сеат по нивен избор, значи, да се одлучат за која сорта ќе си ја произведат на нивните површини. Имате ли сознание земјоделците кои што селе од турските сорти дека ќе продолжат и понатаму? Па да, повеќето од земјоделците кои што беа вклучени во проектите продолжуваат со сеидбата на овие турските сорти. Тоа се сортите Гала, Халил Бей, потоа Кркпинар, доста е расширена и сортата Пашали и сортата Дураган. Значи тоа се сорти кои што сега самите земјоделци си ги разменуваат семето од тие сорти, самите земјоделци ги разменуваат меѓу себе. Остануваат ли, Андов, контактите со институтот од Едрене, иако овој проект веќе рековме официјално завршен, меѓутоа контактите веројатно ќе продолжат и понатаму? Така, значи покрај тоа што значи една од придобивките на овој проект е и контактите со експертите од институтот во Едерне. Значи ние се запознавме и работевме 2 години, значи во текот на проектот со најдобрите експерти во Турција, кои работат на оризот, кои имат создадено многу сорти на ориз, кои имат многу работено на оризот, така да можам да кажам покрај земјоделците кои беа во Турција, во Едрене и во регионот на Ипсала, каде се произведува најмногу ориз, покрај тоа што тие научија одредени работи, значи во оризопроизводството, и ние како
луѓе од фелата, од земјоделието, значи и ние од нашите колеги научивме одредени работи во оризопроизводството. Така да контактите со колегите и понатака остануваат, ние заедно имаме соработка и понатака, значи заедно објавуваме одредени трудови, научни трудови, понатака планираме да ја прошириме соработката и да работиме некои други заеднички проекти, така да значи една голема придобивка е што ние соработувавме со најдобрите експерти за оризот во Република Турција. По турците доаѓа нов проект, нова соработка со исто така земја која што е позната по оризопроизводството. Веројатно можете да кажете нешто повеќе и за тој проект. Па да, Земјоделскиот институт постојано работи на финансирани проекти. Сега во 2014-2015 година имаме носител е Земјоделскиот институт од Скопје на два билатерални проекти со Република Кина. Овие денови очекуваме колегите кои што се вклучени во овој кинески проект да бидат наши гости. Тоа е проект за размена и евалуација на не само на житни растенија, во кој што за жал не е вклучен оризот, но се вклучени пченицата, јачменот и други рж и други култури, но исто така постои друг проект во кој што се вклучени градинарските култури, значи проекти во кој што пред се врши размена на сорти од нашите, значи домашни сорти, но ние сме значи расположени на драга волја ќе отстапиме и 7 наши домашни сорти. Тоа се дава мал материјал, значи семенски материјал за испитување во нивните услови во Кина, во Донџинг, институтот од Донџинг, значи на еден од тие проекти за житариците сум раководител јас. Овој проект се значи спроведува, договорот е подпишан во 2013, додека размената е во 2014 и 2015 година, значи на овие сорти, искуства, сознанија. Понатаму имаме и друг проект кој што го добивме на конкурсот од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Видете, постои една практика универзитетот, значи да од своите интегративни фондови да финансира проекти на единиците, членките на универзитетот. И таму имаме еден исто проект, тоа е проект за оризот, значи интродукција на странски сорти ориз продолжува и понатаму, не само на турските сорти, продолжуваме и со интродукција на други сорти од Италија, значи продолжува работата на интродукцијата, воведувањето на странски сорти ориз во нашата држава. И сега малку да се вратиме повторно на оризот. Андов, од аспект на овогодишната сезона за производство, релативно доцнење имаше во сеидбените активности. Може ли да се очекува дека тоа ќе влијае во вегетацијата и на крајот на она што ќе значи производство, односно род? Оптималниот рок за сеидба на ориз е негде кај нас во Република Македонија, значи во најголемиот оризопроизводен регион, во Кочанскиот регион е негде од 15 април па негде 15-20 мај. Значи, ова е оптимален рок бидејќи значи оризот како растение има одреден период на вегетација и му се потребни одредени денови за да достигне до зрелост, значи одредена температура, влажност и други услови за да може да ја заврши својата вегетација. Мислам дека се уште немаме излезено значи од тој оптимален рок, меѓутоа понавремената сеидба значи гарантира и подобри услови. Јас реков и на почетокот дека значи земјоделците иако имаше лоша година, значи пролетта беше доста врнежлива. Оризот е пролетна култура и обработките на почвата се во пролет, така да на време
не беа во можност земјоделците да започнат припрема на сопствените површини, меѓутоа сега мислам дека веќе целокупните предвидени површини се веќе припремени и се во тек. Најголемиот дел е завршена сеидбата, еден мал дел останува да се засее, така да мислам дека ако се заврши сеидбата барем до 20 мај, дека нема да има проблем дури и кај покасната сорта, односно сортата Сан Андреа. Ако се излезе од овој рок, значи после 20 мај, ако сеидбата се изврши, јас им препорачувам да земат некоја од пораните сорти кои што ги ние денес кажавме, значи од турските сорти или некоја друга сорта која има пократка вегетација, се со цел да може да се заврши вегетацијата до крајот на месец септември, бидејќи во месец октомври, ако се продолжи вегетацијата, како во 2013 кога се појави рана слана на 4-5 октомври, значи таква работа ако се случи, се прекинува вегетацијата и тогаш се намалува и приносот и квалитетот. Често не се случува тоа, вегетацијата често се продолжува и во месец октомври, значи не паѓат сланите редовно рано, значи од прилика најраните слани во Македонија паѓат негде после 20 октомври, меѓутоа за секоја сигурност и безбедност на оризопроизводителите, значи им апелирам, ако подзакаснат со сеидбата, да земат некоја порана сорта, така да тогаш имат помал ризик. Од аспект на научно видување, Андреевска, колкав период во години е потребен за да се направи интродукција на новите сорти, односно да заживеат во Кочанскиот регион, сегашната стандардна сорта Сан Андреа да биде заменета како што претходно беше Монтичели? Па значи истражувањата бар е потребно да траат 2 години, што не значи дека продолжуваат нашите истражувања. Ние продолжуваме да ги поставуваме во опити оваа 2015 година, а за рандманот како едно значајно својство на кај оризот и како едно битно стопанско својство, еве сега на работилница која што ќе се одржува на 29 и 30 мај во Охрид, работилница која што е дел од меѓународна конференција која што ќе се одржи во Лондон оваа година во август. Значи ние настапуваме со еден труд за рандманот кај нашите, кај домашни и странски сорти ориз. Тука ги имаме опфатени нашите истражувања за рандманот кај најраширените сорти, кој што беа и во минатото Монтичели, Ер, Сан Андреа, потоа кај интродуирани во последните години, тоа се сорти кај кои што сме ние вршили истражување, Опале, Брио, Елеби, Бјанка, Галилео и најновите турски сорти, како и некои наши домашни генотипови. Значи со ова својство настапуваме со еден научен труд на оваа работилница, значи што ќе се одржи идната недела во Охрид како дел од таа меѓународна конференција. Инаку со други трудови настапуваме и во Охрид на втора меѓународна конференција исто за земјоделство и храна, што ја организира Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, на која што исто така доставивме 2 научни труда. Значи ние постојано сме мобилни, ги пратиме овие научни конференции, работилници, симпозиуми, се со цел резултатите, нашите истражувања, мислам што ги спроведуваме кај оризот како една житна култура, да бидат достапни на пошироката јавност. Моделот на она што го работите како создавање на труд и подготвување на една книга, монографија посветена на оризот. Да, јас и колегата сме дел од авторскиот тим, така да кажеме, за монографијата што ќе треба да излезе во септември, октомври месец во манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, значи па така да речеме, да не биде фалба, поголем дел од поглавијата се работа на мене и на колегата Андов.
значи тоа се фактички малку искористен материјал, бидејќи вие знаете, ние пред тоа имаме објавено веќе 2-3 книги во врска со исхраната кај Оризот, мислам правилната примена на ѓубривата, во врска со селекцијата и со производството на семека и културата Ориз. Тоа беа книги кои што исто така беа промовирани на тие манифестации 2010 и 2011 година. Значи продолжуваме и понатаму со опишување, се со цел она што е изработено, што е добиено да се презентира и да го имат нашите оризопроизводители како еден едукативен материјал, но не само тие, може да го користат и средношколци и општо граѓаните, студенти, значи постдипломци и така натаму. Јас ви посакувам успех во работата. Верувам дека ќе имаме уште можности да разговараме за она кое што ќе го работите во наредниот период и да го пласираме во јавноста за нашите гледачи. Да. Секако благодарност за ова укажана чест да поразговараме за активностите досега на Земјоделскиот институт. Благодариме и ние на поканата и секогаш радо се повикуваме на вашите покана да гостуваме во некој од вашите емисии и да ги презентираме нашите резултати.